каде е рајот? Кога помислуваме на рај, сите помислуваме на убава природа, на Тахити, Бора Бора или можеби на енергијата на Бразил. Но јас би рекол дека постои европски рај. Има цел еден европски рајски регион. Верувам дека веќе погодувате. Станува збор за Скандинавија. Скандинавските држави се издвојуваат како лидери во светот по многу индикатори, како образование, економија, социјален систем, човекови права, квалитет на живот и пред се среќа на своите граѓани. Во наредната епизода ќе се запознаеме со преубавите норвешки фјордови, додека денеска ќе ги посетиме Хелсинки и Стоколм и ќе пробаме да дознаеме како го имаат изградено својот европски леден рај. Приказната за Скандинавија ќе ја започнеме со Финска. 61 ден во годината Хелсинки воопшто нема сонце. По 61 ден цело време врне. Денеска пука сонце, а ја ги заборев ночари. Колку и да мислев дека сме среќни, набрзо дознав дека среќата со времето во цела Скандинавија трае екстремно кратко и за само 10 минути може целосно да се смени. За среќа сепак временските промени траат цело време и повторно не огрее сонце, а тоа што ми остави посебен впечаток за Финска е дека не се премногу оптеретени со трендовите. Бидејќи трендовите често се менуваат, финците од друга страна целат по покласичен дизајн. Од архитектура до облека, се е некако безвременско. Се е неверојатно чисто и средено, личи на некоја бајка, а во финската бајка нема веспи и кинески мотори. Финците се успешни и многу уникатни. Имаат многу интересни обичаи на вистина невообичаени настани. Let's go! Во Хелсинки се одржува светското првенство во носење на жени. Да видиме дали ќе освоиме прво место. Faster! Од 1992 секоја година се одржува ова уникатно првенство со учесници од целиот свет. Минимумот на килажата на понежната половина е 49 килограми, додека максимумот зависи од джетта на сопругот, бидејќи победникот добива онолку литра на пиво, колку што е тешка жената. Верувам дека би ни требало повеќе вежбање за прво место, но добро е, според правилата сепак секој учесник на крајот добива награда за трудот. Еден бакнеш. Cool.